Актуелниот кошаркарски шампион на Македонија МЗТ Скопје оствари убедлива победа во дерби дуелот со големиот ривал Работнички од 89-73 на агости. И по 6 одиграни кола во македонската Суперлига, кошаркарите на МЗТ се единствените без пораз, победувајќи го Работнички втор пат поред, сега и на негов терен во Градски парк. Тодор Гечевски беше најефикасен на надпреварот со 24 поени и 10 скока. Цветковиќ постигна 17, додека Чековски даде 14 поени во победата на металците. Во тимот на Работнички 19 поени даде новелијата Вилијам Колмен. Вчера се одигра уште една средба од 6-тото коло во Суперлигата, каде Куманово ја победи Лирија со 80-77. Денеска колото ќе се комплетира со надпреварот Кожув Струмица. Реал Мадрид е првиот финалист во Лигата на фудбалските шампиони. Синоќа на Алијанс Арената во Минхен пред 68.000 гледачи, Реал Мадрид убедливо со 4-0 го победи шампионот Бајер Минхен. Реал дојде до првата победа на теренот на Бајер Минхен и тоа во голем стил. Откако кралскиот клуб ја победи Барселона во шпанскиот куп, пошто добрата форма е потврдена и во дуелот со актуелниот европски првак. Головите за Реал ги постигнаа Серхио Рамос во 16-та и 20-та минута и Кристијано Роналдо во 34-та и 90-та минута. Карло Анчелоти секогаш знаеше како да излезе како победник со германски противник уште од времето кога беше тренер на Милан. Гвардиола пак ја презеде вината за поразот на домашен терен. Противникот на Реал Мадрид ќе го добиеме вечерва, кога реванш дуелот од полуфиналето во Лигата на шампионите ќе го одиграат и Челси и Атлетико Мадрид. Дали Мурињо ќе игра против фудбалерите што ги водеше до минатата година, или пак во големото финале ќе имаме градско дерби, ќе дознаеме вечерва. Преговорите помеѓу Манчестер Юнајтед и тренерот Луи Ван Гал може да бидат неуспешни, и тоа поради Рајан Гигс. Ван Гал е прв фаворит за тренерското место на Олд Трафорд и трансферот треба да биде комплетиран во следните неколку дена. Сепак, можно е доаѓањето на холандскиот стратег во англискиот гигант да не биде реализирано, и тоа поради актуелниот предводник на зрвените ѓаволи Рајан Гигс. Манчестер сезонова ја има најслабата сезона во историјата на Премиер лигата. По повеќе од 1,5 деценија тимот нема да игра во Лигата на шампионите, а може и воопшто да не избори место за излез во Европа. Пред 2 недели отказ доби Дейвид Мојс, кој беше најавуван како наследник на легендарниот сер Алекс Фергусон. На клупата седна легендарниот играч Рајан Гигс, кој повеќе од 2 децении е дел од клубот. Велшанецот имаше одлично деби на клупата и под негово водство со 4-0 Манчестер го победи Норич. Челниците на клубот сакаат Гигс и следната сезона да остане како дел од стручниот штаб, но тоа не е во плановите на Луи Ван Гал. Холандскиот стратег најави дека доколку дојде во Манчестер Юнајтед, тој ќе си доведе своји помошници, а меѓу нив го нема името на Рајан Гигс. Во NBA плейофот синаќа се одиграат 3 надпревари. Тимот на Вашингтон е вториот полуфиналист откако го победи Чикаго Булс со 75-69 на гости и со 4-1 во победи ја затвори серијата со биковите. Визардси се големо изненадување, особено поради тоа што играат доста лошо во регуларниот дел од сезоната. Во наредната рунда од плейофот, Вашингтон Визардс го очекува победникот од дуелот помеѓу Индијана и Атланта. Мемфис Гризлис е на чекор до голема сензација во плейофот откако поведе со 3-2 во победи против Оклахома Сити. Мемфис оствари уште една победа на гости и повторно во продолжението од 5 минути со 100-99. Во наредниот надпревар, Мемфис има шанса да дојде до победа над најдобриот тим од Западната конференција пред своја публика. Кај Гризлис најдобри беа Милер и Рендолф со 21 со 20 поени. 30 коша даде Весбрук, а 26 Дурент, кои повторно потфрлија во решавачките моменти од надпреварот. Кошаркарите на LA Клиперси го совладаа Голден Стейт со 113-103 за водство 3-2 во победи во првото коло од плейоф серијата. Кошаркарите на Клиперси беа под голем притисок синоќа откако комесарот на лигата го суспендираше сопственикот на нивниот тим поради расистички испади. За вечерва предвидени се исто така 3 средби од првата плейоф рунда во NBA лигата.